Битолскиот бизнисмен и почесен конзул на Белорусија Борче Марковски, обвинет за злоупотреба на тендери во РЕК, се вратил во Македонија, изјави за телевизија 24 неговиот адвокат Маријан Николовски. Тој тврди патувањето било неопходно. Прво, тој е денеска во Македонија, во Битола со семејството, се врати. Ние барањето го доставивме до судот со таа цел да ни го дадат пасошот, затоа што има неодложни работи во фирмата во Србија и би се случила ненадоместлива штета ако не појди тамо. Која што штета, доколку го ослободат, треба да ја плати Македонија. Значи судот, основното обвинителство Струга и вишото обвинителство Битола, апсолутно донесува исправна одлука. Марковски на 29 јули преку граничниот премин Табановце отпатува во Србија, откако претходно Основниот суд во Струга му го врати пасошот по приложена гаранција од над 5 милиони евра. За случајот премиерот Христијан Мицкоски најави истрага поврзана со обвинител од Вишото јавно обвинителство во Битола, кој дозволил да му биде вратен пасошот на бизнисменот Марковски. Мислам дека тука има груба манипулација од еден локален јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство, кој што е соучесник во овој процес. И тоа нема така да заврши. Посебно, јас ако сакам да кажам име и презиме, ќе кажав име и презиме, не би сакал да шпекулирам со имења и презимења, затоа што доправа ќе има истрага и ќе следи истрага за овој процес. Адвокатот на Марковски со реакција токму на оваа порака на Мицкоски, Вишото ОЈО Битола и судот постапиле како што налога процедурата на Советот на Европа. За осомничени за финансиски криминал не треба да има притвор, а Марковски дал сериозна гаранција во имот. Според него не треба да има ниту истрага. По однос на сега истрагата што би се водела евентуално за постапувањето нивно, сметам дека е погрешна. Не може да се води таква истрага, не може извршната власт да води истрага во судската власт. Тоа е обратно. Може судската власт и обвинителската да води истрага према извршната власт. Значи во ред е да се преиспитува случајот, но изјавите дека че има реперкусии, тоа е надвор од надлежностите на владата. ОЈО најави дека ќе има истрага за вишиот обвинител кој што наспроти обвинителот дал позитивно мислење, иако првично ставот на обвинителот бил негативен, пошто судот му го вратил. Битолскиот бизнисмен е обвинет за злоупотреба со тендери во РЕК Битола вредни 1,7 милиони евра. За Марковски и уште 7 физички лица и неговата компанија како правно лице, обвинети за злоупотреби со тендери за дислокација на погонските станици од рудникот Осломеј во рудниците во Битола, судското рочиште е закажано за 2 септември. Битолскиот бизнисмен беше уапсен лани во октомври, а од притвор беше пуштен во јануари годинава.